водејќи се при тоа од начелата на работа на граѓанските организации. Тоа се начелата на независност, транспарентност и јавност, непрофитност, непартиско дејствување и иницијативност во јавниот живот. Освен тоа, со учеството на граѓанскиот сектор и на граѓаните во преговорите, ќе се гарантира навремено, целосно и веродостојно презентирање на информациите од преговарачкиот процес пред граѓаните на Република Македонија, а во интерес на зголемување на транспарентноста и довербата на граѓаните во овој процес. Трето, ќе се овозможи ставовите на различните групи на заинтересирани и засегнати граѓани, на граѓанските сектори и заедници да бидат представени и да бидат слушнати, чуени од страните во преговорите. И четврто, преку учеството на граѓанскиот сектор и на граѓаните во овој процес, ќе се стави на располагање експертизата на сите заинтересирани организации, граѓански коалиции, независни експерти, и на тој начин ќе се понудат решенија кои што ќе бидат издржани, добро измерени, проверени од праксата и од базата, и кои партиите инаку не би ги имале во предвид, тоа и го видовме од изминатите преговарачки процеси, многу од решенијата кои што беа ставени на маса не целосно ги адресира потребите на граѓаните и на општествените групи. Потенцијалните експертизи и стручни мислења можат реално да помогнат, полесно да се дојде до договор, а исходот да биде поквалитетен и во корист на правата и интересите на граѓаните. Овој модел подразбира присуство на различни представници на граѓанскиот сектор за време на сите разговори и преговори кои го сочинуваат процесот, во улога на директни наблюдувачи и консултанти, а ќе учествуваат најподготвените и најстручните за темите кои ќе бидат предмет на преговорите и разговорите. Исто така моделот го дефинира мандатот на граѓанските представници како проценители на сегашните состојби во клучните области за кои се преговара, како предлагачи на стручни решенија и како наблюдувачи кои ќе вршат мониторинг на спроведувањето на решенијата договорени за време на преговорите. Моделот кој што ќе се креира со учество во разговорите и на преговорите на граѓанските организации и на граѓаните ќе овозможи тие представници да се водат според однапред договорени принципи за учество и начин на известување кон граѓаните, рамка која ќе обезбеди доверба кај граѓаните во процесот и учество во решавањето на политичката криза. Граѓанската вклученост не подразбира дека представниците на граѓанското општество ќе имаат некаков представнички мандат. Ниту дека тие представуваат гласачко тело. Следствено, представниците на граѓанскиот сектор нема да имаат улога, надлежност и мандат да одлучуваат во рамки на преговорите, ние тоа не го бараме. Тој мандат го имаат партиите кои преку делегирани пратеници во собранието треба да ги преточат договорените услови, тоа што ќе се договори на маса во практични законски решенија кои што потоа владините институции и независните тела ќе треба да ги спроведуваат. Конкретен рок за ова барање нема, но што побрзо е можно, тоа подобро. Рокот е вчера, затоа што овој процес веќе трае предолго. Од минатата година, од почетокот на објавување на прислушуваните разговори, па се до сега, ние се соочуваме со една неиздржлива ситуација. Таа неиздржлива ситуација очигледно политичките актери не се способни сами да ја решат. Меѓународната заедница исто така, колку и да сака да придонесе, да помогне на своите пријатели во Македонија да се реши оваа состојба, очигледно поради недостатокот на политичка волја не успева да го направи тоа. Сметаме дека влезот и овој внос на знаење, експертиза, конструктивност, предлози од страна на граѓаните, на граѓанскиот сектор, може да придонесе за да се излезе од овој ќорсокак. А како Поподот јапиме вен фунде да деклараш. Како ќе биде вршена селекцијата, односно кои ќе бидат тие двајца представници кои ќе седнат на преговарачка маса од сите? Значи не зборуваме за двајца представници. Ние нагласивме во пресот, можеби е добро повторно да нагласам дека во различни теми, кога ќе се дебатираат различни аспекти на кризата и ќе се договараат
решенија во различни сектори, ќе учествуваат различни представници од граѓанскиот сектор кои што имаат соодветна експертиза за таа тема. Ние не претендираме дека двајца луѓе ќе седнат таму и ќе знаат се и за медиумите, и за судовите, и за корупцијата, и за криминалот, за се што се случувало во Република Македонија, а што треба да се реши. Но во граѓанскиот сектор има организации кои што работат во сите овие области. Тие организации ќе бидат поканети. Тука се веќе 88 кои што изразиле конкретен интерес да учествуваат во оваа работа и сметаме дека граѓанскиот сектор ќе придонесе со својата експертиза таму каде што е потребно. Како Петрет ќе придонесат кога голем дел од средбите се тајни? Не знаеме кога се... Токму затоа ние инсистираме граѓанскиот сектор да влезе во преговорите и граѓаните да влезат во преговорите и тие преговори веќе да не бидат тајни. Не може да се решава за судбината на граѓаните на Република Македонија, а тие да не знаат што се одлучува. Не може веќе да се одвиваат тајни средби, не може после секоја средба да нема некаков отчет кон граѓаните на Република Македонија што е договорено, кои се проблематичните точки и што допрва ќе се преговара. Граѓаните мора да знаат, бидејќи тие се суверени во Република Македонија, тие се собствениците на државата и нивната судбина се решава. Токму затоа ние сакаме да влеземе во овој процес, бидејќи досега, токму како што велите и како што сугерирате во вашето прашање, преговорите не се одвиваа на начин кој што ќе им овозможи на граѓаните да бидат информирани и на крајот на краиштата да имаат доверба во тој процес. Дали имате ставови изградени околу избирачкиот список? Тоа е темата која што во претходните денови се врти најмногу. Неколку граѓански организации кои што учествуваат и кои што ја поддржаа оваа иницијатива, работат конкретно на мониторирање, на наблюдување на избирачкиот процес. Ние ќе се потпреме на нивната експертиза, колку што јас сум информиран, сите организации не само кои што ја поддржуваат оваа платформа, туку и кои што работат на наблюдување на изборниот процес, констатираат сериозни неправилности кај избирачкиот список. Ние ќе се потпреме на нивната експертиза и ќе понудиме решенија како тоа да се адресира и да се реши. И се согласите ли со бришење на гласачите? Тоа е диаспората во најголем дел. Мислам дека решенијата не подразбираат, колку што јас сум информиран, бришење на гласачите, туку тие што си живеат надвор од земјата да си гласаат во соодветните изборни единици кои што се за граѓаните кои што живеат надвор од земјата. Петрет, ги ставате ли за сега во мирување? Протестното движење ќе продолжи да функционира во најразлични форми на граѓански притисок кои што ни се достапни и кои што можеме да ги употребиме и ни се на располагање. Тоа не значи дека протестите ќе мируваат. Не значи дека секој ден ќе има протести. Ние по 20 јуни покажавме дека сепак имаме сила, имаме начини, имаме можности како да действуваме и како оваа битка на граѓаните да ја одржуваме жива. Оваа не е битка на опозицијата, ниту битка на власта. Ова е битка на граѓаните на Република Македонија. Доколку оваа битка не ја добиеме, ние сериозно ризикуваме да ја изгубиме државата. Државата не е ниту на ВМРО, ниту на СДСМ, ниту на ДУИ, ниту на ДПА, туку и на граѓаните на Република Македонија. Мислам дека тоа треба сите граѓани да го разберат и дека доколку не учествуваме активно во овој процес, голема е веројатноста поради тесни, партикуларни, политички, бизнис, криминални интереси на крајот на краиштата, оваа работа да не се заврши како што треба и ние да останеме во ваква состојба која што не е добра за сите.